Два скандали поврзани со трошењето на јавните пари откриваме во 6-та епизода на Блиц. Едната во Министерството за здравство, а другата во Агенцијата за филм. Компанијата Евровижн, каде сопственици се новинарите Боријан Јовановски, Мери Јордановска и Сашка Цветковска, добила 5.200.000 денари, односно 85.000 евра од Агенцијата за филм. Јовановски во изјава за Блиц со смеење одбива да одговори на прашањето колку пари ќе земе од сметката на граѓаните. Можете да ни кажете колку посто доаѓа нели од тој проект за вас? Како да ви кажам, зашто ми кажам? Па добро, тоа е важно, тоа се буџетски пари, пари на граѓаните. Па што ми е гајлека, кој колку добива хонорар, тоа е, тога работи, проектот е тоа. Ви благодарам многу, господин Јованов. Ајде, поздрав. Пари од Агенцијата за филм која ја води Гори Антозија добила и компанијата која го има ангажирано Сашо Ордановски како главен сценарист. За овој проект ќе се потрошат над 8 милиони денари. Се корумпираат ли новинарите со овие филмски проекти? Сакам да им ги видам лицата на овие што навистина искрено верувале во шарената револуција, кои ќе гледаат оваа емисија, кои ќе гледаат бројките и кои ќе видат зашто се борела луѓе со нив, а зашто се борела. Здравството го очекува тежок крах. Филипче ќе ги фрли апаратите од лабораториите. Испитувањата ќе се прават само на 8 локации во земјава. Здравството ќе се блокира за некој да добие тендер од 35 милиони евра. Јас сум убеден дека ова представува еден од најголемите скандали кои што и се случуваат на Македонија во моментот. Се каете ли што сте учествувале во шарената револуција? Па, генерално не, но понекогаш да, најверојатно подсвесно да. Почитувани гледачи, добро вечер. Јас сум Љупчо Златев, а вие ја гледате емисијата Блиц на телевизија Алфа. Во неа, со факти, аргументи, тврдења и документи, ќе ви откриваме работата на државните институции и како се делат државните пари. Вечерва имаме две теми. Првата тема е поврзана со работењето на Агенцијата за филм и како се делеле пари за изработка на документарни филмови. Втората тема е поврзана со здравството и централизираната набавка, односно најголемиот тендер во поновата историја на здравството, во кој со 35 милиони ќе се заменат сите апарати во лабораториите и ќе се набават нови, но новите ќе се набават само на 8 локации во целата земја. Агенцијата за филм на Република Македонија секоја година доделува финансиски средства за проекти од национален интерес. Се работи за големи буџети, кои филмските продукции ги добиваат за да изготват играни или документарни филмови. Пари се издвојуваат и за организирање на филмски фестивали, работилници и останати културни настани. На веб страницата на Агенцијата за филм е објавено дека годинава се финансирани 2 документарни серијали, европски приказни, кој ќе биде продуциран од компанијата Евровижн и динамиката на македонската демократија 2006-2016, кој ќе биде продуциран од компанијата Продукција Охо. За проектот на Евровижн во кој авторите ќе раскажуваат европски приказни, од буџетот на Агенцијата за филм, кој го полнат граѓаните, ќе се издвојат 5.200.000 денари народни пари или околу 85.000 евра. За време на владењето на ВМРО ДПМНЕ, едно од најчесто споменуваните забелешки од страна на опозицијската јавност и меѓународниот фактор беше финансирањето на медиумите и новинарите од страна на власта. Истражувачките новинари пронајдоа и случаи на фирми од Белизе кои отварале фирми во Македонија. Проверката во Централниот регистар покажа дека Евровижн, компанијата која земала 85.000 евра од власта, не е регистрирана во Белизе.
но има собственичка структура која е многу добро позната на македонската јавност и која токму ги откриваше фирмите во Белизе. Собственици на Евровижн се новинарите Боријан Јовановски, Мери Јордановска, Сашка Цветковска и известна Невена Ѓоргиевска. Оваа компанија постои од 2011-та, а сега ќе добие 5 милиони денари од македонскиот буџет. Управител на компанијата е новинарката Сашка Цветковска. Како што неофицијално дознаваме, Јовановски ќе биде главен автор во овој документарен серијал, во кој во неколку епизоди ќе се одработува животот во неколку европски држави. Снимањата пред се ќе бидат надвор од Македонија и токму затоа висината на сумата е вака голема. Блиц успеа да стигне до изјава од Јовановски, кој на нашите прашања за тоа како ги троши народните пари одговараше со смеење. За информации не упатуваше до компанијата Евровижн, каде што токму тој е собственик. Добивме информација дека работите на документарниот проект Европски приказник кој е финансиран од Филмскиот фонд. Да. Па ние правиме некои истражување нели околу тоа како се трошат парите, кој добива и Да, и повелете. Легитимно. Па би сакале доколку можете да снимиме едно интервју во врска со проектот кој е како е. Немам намера да... Не знам зашто се... Така, па се работи за буџетски пари се, сигурно. Тоа се, ете, таму има апликација и така натаму, тоа е све. А вие аплицирате преку ваша компанија или сте само сценарист? Како е тоа регулирано? За да не излезе нели... Тоа ние ќе видите таму како што мислите, како е прашањето. Па прашањето е нели дали вие сте ги земале како компанија, со ваша компанија тие средства или вие сте само ангажирани од некоја постоечка компанија? Од некој ве ангажирал? На продукција Евровижн, да. И продукција Евровижн вас ве ангажира како? Која функција Јас имате? сум сценарист, автор, водител. Така. Да. Можете да ни кажете колку посто доаѓа нели од тој проект за вас? Како да ви кажам, зашто би ви кажал тоа? Па добро, тоа е важно, тоа се буџетски пари, пари на граѓаните. Па што ми е, колку добива хонорар, тоа е, кога работи проектот е тоа. Ви благодарам многу, господине Јованов. Ајде, поздрав. Да. Институцијата која му ги доделува парите на Јовановски, Агенцијата за филм, ја води Горијан Тозија, кој заедно со Јовановски беше дел од шарената револуција, каде што може да се забележи и на неколку фотографии. Во оваа емисија го поканивме и господинот Горијан Тозија, кој е директор на Агенцијата за филм која ги доделува овие пари. Но господинот Тозија не одговори на нашата понуда за телевизиско интервју, наместо тоа од нас бара прашањата да му ги поставиме преку имейл. Ова е сепак телевизиска емисија. Ние не може да поставуваме прашања и да читаме огромни одговори преку телопи или на некаков сличен начин. Токму затоа, еве јавно, го покануваме господинот Тозија да гостува во некој од наредните изданија на нашата емисија и да одговори на обвинувањето од претходната емисија, од ова, па можеби и од некои наредни емисии. Добре дојде за Цветин Чилеманов, новинар, долгогодишен експерт во медиумската област, беше дел и од Агенцијата за медиуми за време на изборите. Добар ден. Цветин, се смени ли нешто во медиумите во Република Македонија? Еве, имавме промена на властот, таа промена донеси и некакво радикално менување на уредувачките политики во дел од медиумите, па се чини дека сликата комплетно се смени. Ако пред тоа беше 10-2 за едната страна, сега е 10-2 за другата страна. Се смени, дојде живот во медиумите и видовме како луѓето кои што протестираа за слобода на медиумите, што се бореа за правата на новинарите, ги подразбираат тие поеми со систематско поднесување кривични пријави против телевизиите кои што се критични за владата, со цел нивно целосно замолкнување и тоа го видовме дека на пракса се случи. Телевизии уредувачката политика на некои од водичките телевизии се тотално непрепознатливи во однос на тоа што беа порано. Имаме новинари и директори на телевизии кои што се извинуваат на најпонизен, најмизерен начин на носителите на извршната власт
за тоа како известуваат или како известувале и ветуваат како ќе Кој е виновен за ова? Тие уредници, тие новинари или системот кој се поставил така кон? Не, јасно е дека е системот, јасно е дека се работи за јавното обвинителство и специјалното јавно обвинителство пред се, кој што систематски на удар ги таргетираат собствениците на телевизиите, нивните семејства, нивните водачки уредници, така натаму, за произволни, за безвезни тужби, често пати се со цел сето тоа го оправдуваат. Се разбира да се реши мора сега спорот зимата, никој не сме да галаме, никој не сме да го спречи ова влегување низ портите на рајот, како што вели еден од новинарските први пера сега на владата на СДС, и со таа цел да не се оправдува масовен прогон на медиумите кои што се критички кон оваа власт или кои што би можело да бидат критички. Добар дел од нив се и подкупуваат, гледаме со проекти од амбасади, со патувања во странство на добро познати начини, и ги купуваат, ги замолкнуваат за да не бидат, да ги снима во овој период. Проблемот е во тоа што кажавте 10-2, предходно, знаете како, ние никогаш не се случило да немаме 2-3 телевизии јасно опозицијски ориентирани во Македонија. И предходно, како што е сега. Сега имаме одва една телевизија која што е опозицијски ориентирана. Во минатото имавме телевизија кои што има сериозно финансирање од амбасади, од бизнисмени кои што ги помагат и така натаму, но не беа гледани. Тоа беше проблемот кај нив. Значи немаше тука систематско гонење. Тоа беа телевизии кои не функционираа комерцијално, да речеме. Да, функционираа политички, беа финансирани од одреден амбасадер, од одреден бизнисмен, но се гледаше колку ставовите што ги застапуваат се популарни кај граѓаните, односно колку не се популарни, бидејќи гледаноста се влечеше по како се смени се тоа така во еден многу мал период, за не повеќе од 6 до 7 месеци, ние видовме целосна претумбација на уредувачките политики. Го спомнавте СЈО, се согласувам. Го спомнавте притисокот од власта и за тоа се согласувам. Но немаат ли тие луѓе некаков интегритет? Говорам за оние кои работат во тие медиуми, кои направија за 180 степени промени во нивните... Тоа има по трети, четврти пат да прават за 180 степени сега, да не правам брза математика, да колку су математички прецизно, колку 360 пак би се вратиле во истата. Барем по 360 пати прават, така да треба само да се седнат да се изведи што зборувале претходно, што зборуваат сега, па се... Ама се извинуваат, луѓето се извинуваат. Барем тука се коректни, ке се извинуваат на власт. И продолжуваме. Да. Слоганот на тие медиуми би требало да биде секогаш на страна на власта. Да биде пардон. Извинете директора. Извини, пардон. Во оваа емисија ние обработуваме случај на едни познати новинари од Република Македонија, познати се. Колку се познати јавноста може да цени, но се работи за новинари со долгогодишно искуство. Тука говорам за Борјан Јовановски, говорам за Мери Јордановска, кои се новинари кои екзистираат на македонската медиумска сцена многу одамна. Овие луѓе сега земале грант од Агенцијата за филм вреден околу 85.000 евра, со кои нас ќе ни раскажуваат некакви европски приказни. Па, господине Челиманов, како вие ќе прокоментирате дека тоа што истите оние кои до вчера говореа против владини субвенции на медиумите, против владино рекламирање, сега истите тие луѓе заработуваат од државата, земајки некакви грантови од Агенцијата за филм. Добре, јас не ги знам деталите на овој случај, но воопшто не ми изненадува, мислам апсолутно неочекувано. Во времето кога вие новинари, доста други како нив, зборуваа против владиното финансирање на медиумите, колку тоа било лошо, и тоа внимавајте за закупен рекламен простор за во најголем број случаи општествено корисни информации. И тоа закупен по LGB Нилсен, кој има најголема гледаност, тој добива најмногу. Апсолутно. Во истото време тие новинари работеа за исто така за државни пари, за владени пари, но на некои други држави и влади, не на македонската. Значи не беше... Тоа нас не е проблем, не трошеле наши пари. Во ред, но сепак принципот не лева прашање, нели? Идејата е дека парите што се пазарно добиени се во ред, а парите што ти ги дава некоја држава не се добре, бидејќи на тој начин таа држава ќе влие на твојата уредувачка политика. Сега ничи нешто, ако Република Македонија ќе закупи рекламен простор во сите медиуми според нивната гледаност,
бидејќи тоа на тој начин владата може своите политики да ги промовира во тие медиуми, но чини ако некоја друга држава која што можеби не мисли добро на Република Македонија, која што секако ги нема македонските национални и државни интереси при срце, таа држава може да финансира овие луѓе често пати со задоволство зема пари од нив и се гордеа со таа вела дека тоа е нормална европска вредност. Значи шарената револуција не била за демократија, туку било кој ќе ги зема парите од државата. Па не, ако ги видиме гласноговорниците на таа револуција, кој е сега сместен на државни јасли, кој нели излега колку информации земале преку невладени организации, сега од невладени организации влегуваат во владениот сектор. Така да навистина, мислам, дугата од шарената револуција кој што излегува од некакви идеали, кој што навистина протестира, што смета дека така треба и кој што сега не се згрижени и искеширани за тоа, мислам дека се чувствуваат навистина глупаво во овој момент. Втората компанија која добива државни пари за документарен серијал е продукција Охо. Тие за серијалот Динамиката на македонската демократија 2006-2016 од Агенцијата за филм ќе добијат 8 милиони и 100.000 денари или околу 132.000 евра. Главен сценарист на овој серијал ќе биде новинарот Сашо Ордановски, кој исто како и Боријан Јовановски важи за поддржувач на власта и критичар на опозицијата. Ордановски во телефонска изјава за Блиц го потврди неговиот ангажман на проектот, но одби да даде подетални информации околу финансиите и се останато. Видовме дека преку продукција Охо вие нели продуцирате некаков филм, односно документарен. Продукција Охо продуцира. Да, вие сте само ангажирани, така? Јас сум само ангажиран, ќе ми барате листа со листа размера. Може ли некој контакт да ми дадете, само ќе ве замолам? Сега за продукција, ај влезете им на вебсајтот, таму ќе ги најдете. Огромна гужва сум на испит на факултет. И благодарам. Извинете што ви пречам, имајте пријатен ден. Ништо, фала. Веб страницата на која не упати Ордановски не функционира, пошто бевме принудени да ја побараме компанијата на терен. Продукција Охо е во собственост на извесен Пеце Талевски од Битола, а нејзините простории според податоците во Централниот регистар се на адресата Прашка број 40 во општина Карпош. Екипата на Блиц успеа да ги пронајде просториите на Охо, но никој не одговараше на звонењето на вратата. Како што можевте и самите да забележите, никој не одговара на звонењето на вратата. Во една расправија ми кажа дека јас сум бил платеник. Мислитам дека водителот мораше да прекинува емисијата, наистина беше невкусно. И потоа излеговме, господинот се влезе во својот джип Мерцедес, или што беше, а во мојот корейски хеджбек си влегов. Од 99-та така, цирка. Пред да како беше, пред ДДВ, кога се... Сега, значи, вие платеникот, да, што никој не може да докаже дека сте земале ниту некаков грант, ниту некакво владино рекламирање, ниту нешто слично. А се обиделе? А се обиделе. А тој не е платеник кој сега зема 85.000 евра за да направи некаков филм во кој ќе ни раскажува некакви европски приказни. Јас само ќе кажам, сакам да им ги видам лицата на овие што навистина искрено верувале во шарената револуција, кои ќе гледаат оваа емисија, кои ќе гледаат бројките и кои ќе видат зашто се борела луѓе со нив, а зашто се борела. Во последното грантирање од страна на Агенцијата за филм, уште еден добро познат новинар близок до власта, господинот Сашо Ордановски, преку продукција Охо, односно продукцијата Охо ги добива парите, а тој е ангажиран како сценарист, продукцијата добила средства за да реализира филм кој се вика Демократијата во Македонија 2006-2017. По самиот наслов, барем мене ми делува дека тоа ќе биде некој филм кој ќе го објаснува владењето на ВМРО ДПМН во Република Македонија. Кој е јавниот интерес? Затоа што ова се проекти од национален интерес. Кој е националниот интерес? Некој со државни пари да ни го анализира владењето на претходната власт. Ако знаеме дека се уште постојат луѓе кои сигурно се веројатно и над 20, 30, па може би 40% од вкупната гласачка популација, кои се уште немаат проблем со тоа владење. А со нивните пари се финансира еден ваков идеолошки филм.
Но повторно, тоа е се што овие луѓе во минатото велеа дека не сме да се прави, дека го критикуваат, дури кога беше значи финансирање за јавно полезни проекти како информирање не знам на земјоделците дека има некоја нова мерка или така натаму. И сега повторно се навраќаат таму каде што плукале, таму каде што напаѓале, каде што во институции во кои што се уште има траги од боја, која што оние фрла, за кои што велеа дека не сме дека така да не смеат да делат пари за вакви проекти и сега ќе доаѓаат да бараат пари. Кој е решението за ова? Да се укине целосно владиното рекламирање? Апсолутно. Да се укине целосно финансирањето на вакви проекти филмови? Апсолутно. Значи ние гледаме дека нема ни достигна бизнисмени кои што сакаат да влезат во овој бизнис, нема ни достигна пристрански инвеститори. Да, така да нема никаква оправданост државата да финансира медиуми, филмови и така натаму. Доколку смета дека има некои работи за кои што треба да се искомуницираат на јавноста, можам да го разберам тоа, но вака за идеолошки проекти, за идеолошки филмови апсолутно не. И нели, наистина можеме само да седиме и да уживаме сега во иронијата во дволичноста на овие луѓе. Пред портите на рајот. Пред портите на рајот. Да, можеби ќе му го дадете на тој господин да сниме филм, да покаже економски како сме пред портите на рајот и попат да псуе по некој починат политички противник на Зоран Заев, како што ме втората омилена работа што ја прави. Едната е воспевање на Зоран Заев, втората е плукање по што току починати македонски новинари и коментатори. Значи, тоа се луѓето што го останаа да го застапуваат и да го бранат Зоран Заев, платени. Знаете, па можеби и добра, можеби и некакво храбрувачки и позитивен момент тоа што никој не би го бранал. Господинот со 85.000, чија фирма добила 85.000 евра, имаше една колумна дека Заев е апсолутен победник на тој дуел што беше со лидерот на опозицијата и дополнително дека лидерот на опозицијата покажал дека никогаш не излегол од груевизмот. Апсолутно. Значи тоа е добро. Би напишале ли за тие пари нешто слично за некој? 80.000 евра. Тешко. Заев да го промовирам за 80.000 евра, тешко. Не, добре, позитивно е што излегува дека нема луѓе што би го бранеле за нормална плата или што би го бранеле од идеолошки причини. Што е најогнените, најпламените подржувачи на Зоран Заев, кој што навистина полни индустите идеали и вредности европски и какви се не, што гледаме дека се нели платени, и тоа дебело платени за тоа, и што никој не би се нафатил тоа да го прави, затоа што навистина верува во тоа. Само ми е проблем што ќе ни се згади Европа од вакви европејци. За 125.000 евра би го критикувале Груевски. Сега се договараме. Сега сме во фаза на преговори, да. Па не, тој така течат и преговорите излаз со Грција. Утврдивме што си сега договараме. Доколку имав шанса да поразговарам со нив, би им ги поставил овие прашања. Вреди да им се постави. Но ете, тие бегаат, не сакаат да бидат интервјуирани во врска со ова, па мораме да бидеме доследни на публиката и да понудиме некој друг. Не се сомневам дека ќе бегаат. Чилиманов ви благодарам. Благодарам. Добре дојде за Џејлан Велију, член на президиумот на политичката партија Левица. Госпогица Велију или другарка Велију? Секако дека другарка. Вие учествувавте во шарената револуција, макар што учествувавте издвоено како со ваша символика, како посебна група која се приклучи на таа револуција. Зошто потоа не влеговте во владата и зошто не излеговте заедно со СДСМ на изборите, ако се знае дека и СДСМ барем декларативно се дел од левицата, тие се центар лево, но и ако се знае дека вие сте левичарска партија која претходно заедно со сите тие шарени револуционери се бореше по улиците во Скопје и широм Македонија. Да. Вака, ние уште тогаш кажавме дека ние сме црвениот дел од таа шарена револуција. Ние настапуваме. Другите бои не ги прифаќате. Да, само црвената. Дори тоа и наш другар на говор го кажа, држеше говор за време на шарената револуција и кажа ние сме црвениот дел од шарената револуција. Значи вака, ние излеговме на тие протести поради тоа што мораше да се протестира против криминалите на ВМРО-ДПМН. Но
Сметаме дека шарената револуција не ја исполни својата цел, бидејќи една од паролите на шарената револуција беше и нема правда, нема мир. Гледаме сега дека и после шарената револуција правда се уште нема. Само нашите членови се влечкаат по судови, нели? Додека пак учесниците на шарената револуција им се отфрлија обвиненија. Сакате да кажете дека тие кои беа блиски до СДСМ и до невладиниот сектор веќе не ги гонат, не се гонети од судските институции во Република Македонија, а вашите членови кои учествуваа во таа револуција, пред се тука го мислам за палењето на канцеларијата на председателот Иванов, се уште се во некаков судски процес. Да, значи двајца наши членови се уште, значи се влечкаат по судови со рочиште кои што постојано се одлагаат. Тоа за другите учесници не мора да го кажам, тоа мислам се гледа, јас не тврдам ништо, туку тоа е вистината. Зошто мислите дека е така? Зошто судскиот систем во Република Македонија не дава еднаков третман за сите учесници кои практично ги правиле истите дела или не дела? Затоа што судскиот систем во Македонија секогаш бил корумпиран, како што е и сега. Значи, ние се боревме против селективната правда за време на ВМРО, сега постои уште мислам има селективна правда, но и тоа судство сега наместо ВМРО да помени ги штити СДСМ. И дуи нормално бидејќи нели. Еве индивидуално, не мора да говорите во име на партијата. Се каете ли што сте учествувале во шарената револуција? Па генерално не, но понекогаш да, најверојатно подсвесно да. Поради што? Поради тоа што кога ќе видам другите учесници на шарена револуција, например Павле Богоевски, како тој сега се однесува кон нас, како тој клевети за нас, имаше напишано во Facebook статус дека ние носиме наши членови, сме носеле на Централниот комитет со автобуси за да гласат, за да не одиме во коалиција со СДСМ. Говореа и дека сте биле националисти, пред се тука мислам на македонски националисти, веројатно така бе. Прикажуваат, ја еве искрено се прашувам како може една девојка која се вика Джейлан да се презива Велил да биде македонски националист? Да, и јас се прашувам како можам јас да бидам македонски националист. Значи, немајки како да се одбранат поради тоа што го прават со промена на името, најверојатно полесно им е да делат етикети на другите кои што се борат на некој начин, да кажам, за името, за непромена на името. И најлесно... Вашиот став е дека името не треба да се менува, така? Да. Тоа е принципиелниот став на левица. Да, ќе објаснам и за тоа. Има две причини поради што нели не сакаме се промени името. Тоа со националисти, како што кажав, е само етикета, бидејќи не можам јас да бидам македонски националист од татко албанец и мајка турчинка. Апсолутно. И уште многу други ви го имате. Мари Глендемири. Да, не знам само ја, значи имаме и други. Вие сте едно од најетнички мешаните политички партии. Дори не етнички мешани, ние не го користиме тој избор, туку кажуваме надетничка партија, бидејќи етникумот кај нас нема врска, кај нас, значи битна е работничката свест. И затоа ние се перцепираме како другари и работници, а не како албанци, македонци, турци, роми, така натаму. И како е, како еден ненационалист, го браните името? Кој е главниот аргумент на левица за непромена на уставното име на Република Македонија? Значи, еден од поглавните аргументи е правото на самоопределување на народите. Значи, тоа е еден од најбитните левичарски принципи. Тоа од Ленин е дадено, да, се сеќавам добро. И втората причина е влезот во НАТО. Ние знаеме дека името се променува, се со цел влез во НАТО, воениот сојуз. Исто така како лева партија, ние сме и против членување во воени, односно милитарни сојузи. Кога веќе излеговте во шарената револуција и протестиравте, зошто сега не се приклучите на овие движења кои за некој од нив очигледно стои ВМРО-ДПМН, па и официјално излегува ВМРО-ДПМН против таа промена на името. Зошто сега како политичка партија повторно под црвена боја, како црвен дел од тие кои се противат на промена на името, не излезете и не протестирате? Да, ова е често поставувано прашање, поради тоа што ние името го браниме поради левичарски принципи, а не поради десничарски или националистички. Сега поради тоа што во нашата партија има членови од различни етнички заедници, поради тоа што ние сме надетничка партија, не можеме да застанеме на тие протести каде што има говор на омраза кон други етнички заедници. Голем дел од тие учесници во шарената револуција денес си најдоа свое место во државните институции. Вие не си најдовте?
најголем дел, скоро 90% од вашите членови не си најдоа место во новиот естаблишмент. Што мислите, дали тие луѓе кои протестирале биле искрени или можеби тоа го правеле од некаков личен интерес? Прво сакам да кажам дека викате ние не најдовме место, ние не се ни боревме за место. Не ни баравме место. За тоа дали биле искрени, искрено јас не можам да кажам, но нивните дела, односно тоа што тие го прават тоа што порано го правеше ВМРО-ДПМН, односно го прават истото против кое што се бореа. И тоа мене ми изгледа, значи ова е лично мој став, дека не биле искрени, односно буквално се бореле за фотели. Дали нешто се смени во Македонија на подобро, макар за 1 промил? Дали имаме некаква разлика? Еве, јас ќе ги спомнам медиумите. Ситуацијата во медиумите е иста. Тоа можам одговорно да го тврдам затоа што сум дел од тој сектор. Порано едни луѓе земеа пари од државата, сега други луѓе земеат пари од државата преку најразлични фондови, филмски фондови, документарни проекти, дали се работи за МРТВ, дали се работи за филмски фонд, дали се работи за некакви државни институции како МИЕ или така натаму. Ако веќе тие луѓе се бореле да го сменат системот, тој систем сега би требало да функционира поразлично. Според вас, кој е модусот за решавање на овие проблеми? Затоа што таа револуција очигледно покажа дека не најде решение. Најде само една искра на бес и незадоволство. Вака, значи, прво ме прашавте дали нешто се променило. Секако дека има мали, ситни, несуштински промени. И со тие промени, најверојатно власта сака да го замајува народот дека нешто оди на подобро. Како, например, додека образовниот систем пропаѓа буквално, тие го кине екстерното тестирање како најголем проблем во образованието. Понатаму ја покачија минималната плата од 10.000 на 12.000, која што не е голема промена, и плюс тоа се става на терет на државата, не на собствениците. И со тоа СДСМ покажа дека исто како и порано, тие се на страна на собствениците и крупниот капитал, дека нив не ги интересира народот, односно работниците. И сега кој е модусот? Најверојатно поставување на вистински лица на вистински позиции. Прво, пред се. Втората тема во оваа емисија е за централизираната набавка во Министерството за здравство, во која со над 35 милиони евра ќе се набавуваат реагенси за лабораториски испитувања во лабораториите во земјава. Оваа набавка е прилично скандалозна, ако се знае дека наместо во сите јавни здравствени установи, како досега, од сега па натаму крв ќе се проверува само во 8 здравствени установи во целата земја. Добре дојде за доцент доктор Игор Николов, член на извршниот комитет на ВМРО-ДПМН и на уште неколку партиски тела. Добре. Во оваа емисија, тема на оваа емисија ќе биде тендерот за јавна набавка, односно централизираниот тендер за набавка на апарати и реагенси во лабораториите во јавните здравствени установи во Република Македонија. Овој скандал прв го отворив јас преку веб-порталот Лидер, каде што уште на почеток, уште кога траеше тендерскиот диалог, објавивме дека има многу симптоматични работи, како што е, например, набавката на апарати за кои во самата тендерска документација фали уште името на апаратот да се стави. Каков е овој тендер? Зошто се повеќе гледаме дека привлекува јавност, има неколку дебатни емисии, ние го поканивме господинот Филипче, тој не е присутен, тој не ни одговори на нашата покана. Кој е главниот проблем во овој тендер? Каде вие како доктор пред се, па потоа и како политичар го детектирате главниот проблем? Да, вака, ја прво сакам да ви потенцирам дека јас со тендери многу не сум се занимавал, значи не ги знам точно деталите и процедурите, но сепак од она кој што го прочитавме, како медицинска фела, како лекари кои што работат со пациенти секојдневно, и информациите кои што стигаат како од Министерството за здравство, така и од операторите кои што се занимаваат, значи со биохемиска лабораторија, биохемиски анализи, да знаеме дека ќе стане збор за една процедура
во кое што ќе се набават одреден вид на апарати кои што ќе бидат исклучиво во 8 центри во државата и на тој начин се најавува некаква заштеда која што најмногу се најавува како заштеда во пари. Се прашуваме дали покрај таа најавена бомбастична заштеда во пари има и некаква заштеда за здравјето на пациентите и најмногу за тој се сомневаме. Значи сега само во 8 болници во цела Македонија ќе се прават овие анализи. Според информациите што ги имаме, ќе бидат анализите ќе се прават во 8 града во Македонија и чудното е тоа што, например, Прилеп, како град со 110.000 жители, ќе треба да испраќа крв, да се испраќа крвта секојдневно на дневна база, да се испраќа на анализа во Битола. Но тоа Велес ќе испраќа исто така во Битола. Во Источна Македонија ќе биде само ќе има само лабораторија предвидено во Штип и во Струмица и во Куманово, така да сите оние градови како што се Пехчево, Берово би требало да испраќаат во Струмица, останатите веројатно ќе испраќаат во Штип, што поставува знак на прашање како и кој може тоа да го спроведе и поставува знак на прашање второ дали резултатите, односно анализите кои што ќе се добијат ќе бидат веродостојни и на лекарите ќе им дадат вистинска информација врз основа на која што може да постигнат дијагноза, постават дијагноза и со самата дијагноза да дадат терапија. Така да заштедата доколку се добиваат погрешни резултати, се добива погрешна терапија, може да биде само во пари, но не и во здравјето на пациентите и најверојатно ова ќе ги натера поголем број од пациентите да се насочат кон приватните лаборатории каде што побрзо, поточно и поедноставно ќе добиваат резултати. Пациентите од Велес кои ќе дадат крв, таа ќе се спакува во некакво комбе, пикап или било што и тоа ќе се однесе дури до Битола за тамо да се направи испитување. Па господине Николов, тоа се негде околу 100 километри во еден правец. Значи тоа ќе се испрати, па оттамо повторно ќе се вратат резултатите. Што заштедуваме ние тука? Тука има гориво, тука има ќе се појават проблеми, може да се случи сообраќајна незгода, може да се случи доколку помине поголем период таа крв да стане нефункционална за испитување. Како, дали е практично возможно ова да профункционира? Видете, растојанието од 100 км вака и теоретски не е многу големо за земји каде што има добра инфраструктура. Но во Македонија може да биде проблем. Со плетвар тоа ќе биде тешко. Најголемиот проблем ќе биде што и го гледаме како дел од тендерот е тоа што на оној кој што конкурира на тендерот не му се бара да покаже дека има некакво искуство со таа работа, да покаже колку искуство има, какви возила располага, дали располага со средства кои што можат таа крв соодветно да обработат, бидејќи ви имате пациент кој ќе му ја земете крвта, таа треба соодветно да се центрифугира, да се чува на температура која што е до 4 степени. Потоа треба да се транспортира во соодветни услови и потоа кога ќе се однесе на пример до Битола, од Велес до Битола, ќе треба некој таму да ја извади, да ја стави на апаратот кој што се најавува дека ќе добие на тендерот и да се обработи. Сега, информациите сега повратните резултати ќе бидат праќани по мејл, но тоа не значи дека пациентот повтор пат не треба да дојде во својот медицински центар во Битола, каде што би требало лекар во Прилеп, каде што лекарот би требало да му препише неговата терапија. Во тендерот, во документацијата која што гледаме овдека, не постојат податоци, односно информации кои што би му се барале на тој што ќе ја добие работата. Практично секој може да конкурира и да добие на овие... Може и нашата продукција со која ја снимаме оваа емисија, теоретски може и ние да аплицираме. Па доколку ги убедите дека ќе ја завршите работата, веројатно можете да аплицирате. Едно комбе имаме. Имате комбе, не ви бараат, значи, но комбето треба да биде со одредена температура, значи оние што држат ниска температура со замрзнувач или со фрижидер, така да не знам дали, бидејќи во тендерот не пишува дека такви возила се бараат и добавувачот треба да има такви услови, веројатно и ви имате шанса да добиете, така да тоа е навистина по мене еден од постапка која што е скандалозна, заради тоа што се најавува штедење кое што ќе биде на грбот на граѓаните и најавата е да оваа набавка, овој тендер е практично неделив, односно сите ставки, сите лотови во тендерот се заедно, така да оној кој што конкурира
конкурира практично за целото тоа што се бара и сметам дека на тој начин се намалува конкуренцијата, се намалуваат можностите да евентуално добиеме некој светски бренд кој што би се пријавил, бидејќи светските брендови не може да се занимаваат со вакви бирократски заврзлами кои што ги гледаме овдека во оваа документација и најверојатно идејата е да добие некоја локална компанија или бизнис групација која што е блиска до актуелната власт, односно до раководителите на владата. Па може би и до министерот Филипч. Може би до министерот Филипч, но јас сметам дека повеќе до премиерот. Има една многу симптоматична ситуација во самиот тендер. Како што веќе кажав, имам работено на оваа тематика, а тоа е моделот на апарати кои се бараат за купување. Да им појасниме на гледачите. Оној бренд на апарати кој ќе биде набавен, го диктира брендот на реагенси, затоа што во тој бизнис секој апарат си ги користи нели своите реагенси. Од она што ние можевме да го видиме како документација, еве јас како лаик, како човек кој нема никаква врска со медицината, успеав тие спецификации да ги побарам на интернет и го најдов точниот модел на апарат кој се бара во самиот тендер, само што не му е напишано името. Се работи за производителот Abbott, кој е познат светски производител, има 4-5 производители на нови апарати, но во самиот тендер практично фали уште да се спомне името. Сите други спецификации, според експертите и многу непотребни спецификации, како например колку вати треба да троши струја или не знам колку обртни моменти на ова или на она што не менуваат ништо суштинско во тие испитувања, се наведени во тој тендер. Дали преку производителот ние може да најдеме кој ќе го добие тендерот во Република Македонија? Веројатно доколку земе да се бара кој е застапник за компанијата што ја спомнувате во регионот или во Македонија, би можело да се дознае и да се добие информација која е практично фирмата или компанијата која што би учествувала. Сепак компанијата што ја спомнувате е прилично позната во светот, но по мене овдека проблемот ќе биде со начинот на кој што ќе се организира се тоа. Начинот, например, каде што имате гостивар со околината да транспортира крв во тетон. Сето тоа ќе комплицира комплетно работата и сето тоа ќе доведе до големи проблеми и повторно ќе нагласам, ќе ги тера пациентите да си ги бараат собствените резултати на места каде што ќе бидат сигурни, а најверојатно тоа ќе бидат овие приватни лабораториски биохемиски лаборатории и воопшто со овој начин на организација и со оваа набавка нема да се добијат подобри и поквалитетни здравствени услуги. Најголемиот трик во овој тендер, според експертите, е во тоа што практично тој кој што го распишува нема никаква одговорност. Затоа што Министерството и министерот Филипч ќе ги набават овие апарати, ќе ги набават овие реагенси, но тие нема да ги платат. Овие апарати ќе бидат платени од јавните здравствени установи и нивните буџети. На крајот ќе дојдеме во една многу интересна ситуација во која Филипч набавува, а директорите ќе одговараат за набавката, затоа што практично тие ќе бидат оние кои ќе потпишат и кои ќе ги дадат парите. Така е, тоа е уште една небулоза која што може да се види од документацијата. Нонсенс е да ги набавува Министерството, а одговорноста да ја сносат директорите на здравствените институции. Мислите дека ќе прифатат тие? Ја мислам дека нема да прифатат и мислам дека ќе бидеме сведоци на еден нов бран на оставки, како што беше оставката на шефот на кабинетот на министерот за здравство, кој што токму ради оваа тендерска постапка и тендерска процедура практично даде оставка и не се сложува со проектот кој што го спроведува министерот. Така да очекуваме нов бран на оставки, несогласување на директорите и мислам дека сега е времето дојдено да Министерството за здравство се откаже од оваа процедура, не само ради тоа што не се заштедува во пари,
туку заради тоа што доколку го истареат проектот нема да имаат бенефит ниту граѓаните во добивање на точни и прецизни резултати. Овде се работи за 35 милиони евра на годишно ниво. Тоа се огромни средства. Тоа се огромни средства на граѓаните за кои сега имаме случаи за некакви набавки на автомобили во владата, каде што сумата е многу помала, човек е осуден на затворска казна. А овде имаме ситуација во која целосно ќе биде блокиран здравствениот систем во Република Македонија. Целосно ќе стане нефункционално тоа испитување на крв, а некој ќе добие 35 милиони евра. Без никакви инвестиции. Без никакви. Овдека не гледаме некаква инвестиција во подобрување на здравствените услуги и тоа представува исто така дел од небулозата. Практично доаѓаме во состојба да апаратите и ова кое што ќе го добијат здравствените институции не добиваат коректни, комплетни, вистинити резултати и сето тоа биде на штета на здравствените осигуреници, кои што, повторувам, ќе се насочуваат да одат во приватни здравствени институции. Но, по нашите информации, ова представува една јавна набавка која што е досега најголема во Македонија од ваков вид, како што спомнавте 35 милиони евра. Претходно имаше одредени набавки кои што беа делумно регионално централизирани до 7 милиони евра, за кои што претходната влада беше многу ригорозно критикувана. Јас сум убеден дека ова представува еден од најголемите скандали кои што и се случуваат на Македонија во моментот. Што ќе се случи со постоечките апарати? Планирано е да се фрлат, колку што знам, нема друга процедура. И то голем дел од тие апарати се нови, набавувани 2015-16. Ако слушавте, бев на една дебатна емисија кај што дознавме дека еден од центрите за диализа, здравствените центри во Македонија, апаратите, центарот станува собственик на апаратот за 6 месеци од сега. Значи, со ова нова тендерска процедура, доколку се спроведе тендерот, собственоста на центарот, медицинскиот центар, ќе биде беззначајна заради тоа што ќе му дадат нов апарат, одржувањето на стариот апарат кој што више негова собственост ќе биде беззначајно. Според одлуката на министерот, може и да има некомпатибилни реагенси. Центарот ќе треба да праќа крв во битова, така да тој апарат за џабе практично станува собственик центарот, медицинскиот центар. Значи буџетските обврзници платиле, сега тој ќе остои така, веројатно ќе пропаѓа понатаму. А што ќе се случи доколку не се реализира? Еве, тоа е прашањето. Дали ќе се укине или нема да се укине тендерот, доколку се добијат повисоки цени од пазарните во моментот, ќе го заставиме ли тендерот? Нема информација. А околу тоа, еве сам, например, може и да се додели тендерот, одредена компанија да го добие тој тендер и за неколку месеци да се свати дека овој тендер не може да функционира и да се раскине договорот. Што предвидува тогаш тендерската постапка? Веројатно го имате видено. Го има видено и токму затоа ве прашувам. Не знам кој член беше, 17 или 18, каде што пишува доколку се раскине договорот, не е јасно ни кој, значи или Министерството за здравство, или здравствените институции треба да платат одштета на фирмата која што се нафатила да го добие тендерот, практично, односно конкурирала на тендерот, и тоа одштетата е прилично солена, околу 5 милиони евра, колку што пишува во добитникот ќе добие 5 милиони евра ако не реализира ништо. Ако го раскине договорот. Ако реши да го раскине договорот. Така. Чудно, небулоза. Па специјалното јавно обвинителство штета што не може да го работи овој, мислам дека они би биле така по. Мислам дека ќе се ангажираат околу овој случај, така да сите кои што се инволвирани од Министерството за здравство, здравствените институции би требало да бидат внимателни, а знак индикатор за тоа ни е токму оставката на шефот на кабинетот на министерот, кој што не можеше да се соочи со реалноста, односно со овие небулози и со овие скандалозни барања кои што ги има во овој документ. Шпекулациите во јавноста говорат дека овој тендер ќе го добие една групација блиска до власта, која е водена од еден бизнисмен кој се бави со трговија со масло. Сега ова не е ниту официјално, ова е само нели шпекулација. Но судејќи по тоа што не се поставуваат никакви услови, дали мислите дека воопшто некоја сериозна компанија светска која се бави со овој бизнис би се нафатила воопшто да аплицира?
Јас веќе ви кажав, не мислам дека со овој текст ќе привлече светски бренд, кој што би допринел за вистински услови за подобрување на условите, односно начинот на работа. Второ, бидејќи нема конкуренција, не се поделени например на два региона или на источен дел, западен дел, не гледаме фирми кои што би си конкурирали би дале подобри квалитетни услуги. Тендерот ќе процедурата, под процедурата треба да добие една фирма, една компанија, за која што не се бара никакви услови, практично може да се случи да ново регистрирана компанија успее да, доколку понуди доволно ниска цена, бидејќи е можеби некаква семкарница, да успее да го добие тендерот и да земе да ја работи, односно да ја организира работата. Но подлекувам дека сето ова ќе биде на штета на здравствените осигуреници. Здравството како сектор е еден многу важен сектор во една држава и како левичарска партија веројатно се залагате за јавно здравство, за развиено јавно здравство. Сега гледаме некакви реформи во кои практично се одзема правото во помалите градови да има лаборатории. Кој е вашиот став околу моменталната состојба во здравството во Република? Во здравството ништо не се промени и поставувањето на поранешниот советник на Тодоров за сегашен министер нели на Министерството за здравство ни покажува дека здравството нема да се подобри. Јас пред неколку дена бев во Битола, таму се шпекулира дека во Битолската болница дури нема ниту ракавици. Исто така се шпекулира дека оперативни зафати нема да се извршуваат во Битолската болница до септември поради тоа што немало услови. А ние како левичарска партија се залагаме за целосно бесплатно здравство и целосно бесплатно образование. Почитувани гледачи, тоа беше се за 6-та епизода од првата сезона на емисијата Блиц на телевизија Алфа. Се надеваме дека успеавме да го задржиме вашето внимание со нашите теми од јавен интерес. Се гледаме наскоро со нови теми и нови истражувања.